Добре дојдовте во Нов Асном. Цела недела обсипани сме со една политичка тема околу бегалците кои треба да ни ги увезуваат, да ни ги извезуваат од Британија, а ние да ги увезуваме за одредени пари, кои владата на Мицковски наводно била во преговори да се случи. И во овој момент на изглед политичкиот мртовец СДСМ заедно со нивниот председател е навидум ја возвраќа во живот нивната реторика и нивните ставови кои се повеќе од предавнички изгледаат на патриотски. Од друга страна, се повеќе мицковски со тоа што се обидел да договара со британците, звучи и наликува на еден предавнички дел. Дали е ова дел од нивната игра Курто, Курто, или па нешто многу позначено во однос на уште еден корупцијски скандал каде што многу мал број на партички, политички моќници ќе остварат големи профити. Не знам, но знам едно дека минатата недела во британските медиуми, а особено во одредени интервјуа и дебатни емисии, излегоа на виделина што се договарало. А тоа што се договарало е многу опасно за нас и за нашиот цел поредок од политички, економски, социјален и било каков друг кој има далекосежни последици. Денеска сум со нас е мојот гостин Дардан Венецки, со кого ќе имаме разговор. Дардан, здраво, како си? Добро вечер и поздрав до гледачите на Нов Асон. Добро вечер и драго ми е дека си пак гостин. Ние ги си имаме разговор на оваа тема за да ги разоткриеме овие ја би рекол излитани приказни кои нонстоп ни се повторуваат во последните 35 години, каде што Курто и Мурто доаѓаат на власт со различни теми, а сега темата е имигрантите. Минатата недела видовме кои се деталите, значи британската амбасада пред 6 дена имаше пост на нивната Facebook страна дека во мај потпишан е договор за стратешко партнерство. Во склопот на тој договор е направена една заедничка комисија за миграција. Истата комисија наводно се сретнала и веќе почнале да се договараат одредени термини на можен договор кој не е се уште потпишан. Кој е твоето видување? Многу актуелно прашање. За жал ние дознаваме од британските медиуми. Кај нас, како и обичај, за сите оние прашања кои ги засегаат македонските национални интереси, молк. Се води празна реторика, препукувања едни со други, а вистината ние ја дознаваме од надвор. Широка дебата за ова прашање за жал не е отворена. Кој потпишал и дали потпишал, се останува мистерија. Јас сега сакам да дадам еден поширок контекст. Да дадам едно свое мислење. Многу значајно е кај нас да се отвори тема дали нас ни се потребни бегалци и како тоа ќе се одрази на националната безбедност на македонските национални интереси. А многу нашава власт демантира. И тоа е вред. Меѓутоа е многу битно да обстојат на тие своји ставови. Ние сме сведоци во минатото, во последен момент отстапувавме и ги предававме македонските национални интереси. Потпишувавме работи кои што се на штета на македонскиот народ, на македонската држава, на историското и културното наследство. Се ставаат на маса прашања кои што во никој случај не смеат да бидат ставени. А демантираме, а сите релевантни факти, сите релевантни случувања во политиката на европско и светско ниво укажуваат на тоа дека мигранти треба да очекуваме.
Зашто ова го велам? Европа и не само Европа, Западот воопшто е во западнат во една економска и финансиска криза. И социјална, имигрантска криза е таа. Во секој поглед. Да. Пред се тоа влече други импликации. Гледаме отпуштање на работници, затварање на фабрики, сами си ги прекинат дотоците на ефтина енергија што станува неконкурентни. Си пукаа сами во нога. Што би се рекло. Си ги затворија источните пазари со воената реторика со Русија па и со Кина до некаде. Сами си ги зголемија трошоците, влегово непотребни финансиски трошоци со воена реторика, финансирајќи ја Украина, место да форсираат мир, тие форсираат војна. Самите си ги зголемија трошоците за НАТО од 2 на 5%. Само во наши услови 5% да плаќаме годишно, се приближуваме до цифрата од 1 милијарда евра годишно. Тоа е фрапантна цена за нас, а спрема нивните буџети, тоа е 5% од бруто националниот производ. Тоа се страотно високи цифри. Искочија како губитници во царинската војна со Русија, ги изгубија пазарите со Америка. Со САД, да. Како реков, добро. Може би сгрешив. Значи влегува во непотребни трошоци, како што реков, изгора на тоа сега им е капакот кризата со мигранти, односно со баратели на азил во Велика Британија. Но не гледаме, не е само во Велика Британија, него и во Западна Европа. И во Западна Европа пред 4-5 дена се отвори дебата и донесува нова стратегија за бегалците, донесува заклучија дека треба да ги враќаат во трети земји и тоа исклучиво по договор. Очигледно тоа ќе биде исто исклучено со Британија. Овие мигранти нив им се огромен терет. Трошоците за нивно финансирање, оставање во живот на нивната територија е многу скапо по нивните прописи. И тие бараат начин да се ослободат од нив. Договорите, очигледно се работи за договори за кои што ние не знаеме, а знаат британските медиуми. Не треба олеко да проаѓаме преку фактот дека Times, Guardian или Sky News се медиуми со 200-300 години непрекинат континуитет на работа. Не верувам дека така лесно би се осудиле да шират дезинформации. Не, може да те надополнам. Не се тука само во прашање дезинформации или дали се тие дезинформации или не, него тука е политичка реторика што се наметна во британскиот дискурс, каде што Стармер дојде на власт со политичка платформа дека ќе ги реши проблемите со меѓуостатокот, ќе ги реши проблемот со нелегалните имигранти. Значи тоа беше неговата високо стоеше на неговата политичка платформа. Они пред тоа имале договор, предходните торијевците имаат договор со Руванда, 700 милиони фунти и дале на тој програм кој не се исполнил како добар. И доаѓајќи Стармер, он бара солуција на таа програма, ја прекинува и ако ги задржат, значи они нивните закони кажуваат дека и поред тоа што ако бидат тие одбиени нелегални имигранти да влезат во Британија, ако таа земја ги крши и основните човекови права, правата на Обединетите нации, Британија е должна да ги сочува у кампови. И тој дел на чувањето на тие имигранти е прескапо и си бараат чаре. Нормално. Нашле нашиве стратешки партнери во британците, нашиве стратешки партнери барајќи си стопан негдека на друго место, а не му е стопан македонскиот народ, влегува во така наречени стратешко партнерство, каде што и самата британска амбасада кажува дека се имаме комисија која што заседавала. И што се случува сега? Имаме британски лабориста кој е дел од британскиот парламент, го објасни што е зборено, кои се нивните таргети, а таргетот е да се даваат пари по
Глава на азилант. По глава на азилант. И нормално нашиве кои се тотално продаваат све и све што го продадоа името за 50 милиона на грците, сакајки да се бидат патриоти со бугарите и да не наводно нема да ги стават бугарите в уставот, сакаат да протнат нешто у джеп и од секој азилант да направат дил и тоа било на менито на муабет кој сега наши ве кажува дека нема договор, што нема, но дали се зборело, да, и деталите од тоа што е зборено излегува во британските медиуми од британски парламентарци. Веројатно и од договори меѓусобно склучени за кои што ние не знаеме. Да. Меѓутоа, морам да се сложам со тебе дека не само Британија, него и цела Западна Европа сами се доведе во оваа ситуација. Да не знаат што да прават со азилантите. Нивното држање таму кај нив е многу скапо. Сеа тие гледаме дека го плаќаат данокот на својата алчност. Точно. Овие бегалци доаѓаат од земји уништени токму од таа западна цивилизација. Уништени се државите, економиите, на многумина им се уништени домовите, тие нема друг излез, освен сега да дојдат, им тропнат на врата и екзистенција да бараат кај своите джелати, кај тие што им ги разрушија домовите, кај тие што им ги разрушија економијата. И тука нема дилеми. Затоа, како тоа ќе оправат? Па ќе не ги враќаат мигрантите. Само на тој начин може да ги смалат трошоците. Гледаме дека тоа се прави паралелно, очигледно со иста цел и Европа. И Европа пред 4-5 дена или пред 5-6 дена, ако се сеќаваш, донесе одлука за враќање на азилантите, оние што не добили азил во тие западноевропски земји, ќе се ги изберат тие што им требаат на нивната економија, оние вишокот или оние што се заканат за националната безбедност, ќе ни ги вратат. И тоа е неминовно. Затоа ние треба да очекуваме наплив од азиланти. И треба да се подготвиме за тоа. Тоа ќе оправат, тие не се наивни. Медиумите нивни не пишуваат случајно. Тоа очигледно ќе се прави на договори, кои што тие ги знаат, а ние се уште не ги знаеме. Кој ги подпишал и што содржат. Меѓутоа ќе да знаеме. Не може тоа да остане вечито сокриено. Што би рекол еден наш познат новинар, минаре во торба не се крие. Да. Да, јас направив истражување. Може или повели извет. Ајде повели. Направив истражување во однос на што договори се јавно достапни и уствари првиот договор каде што се регулирани реадмисијата на илегалните емигранти е договорот со стратешка стабилизација и асоциација со Европската Унија. Тогаш Британија беше дел од Европската Унија, меѓутоа со излезот на Британија од Европската Унија, она почна прави исти такви слични договори со други земји, меѓу кои и нашата. Така да во 2020 година во мај Бујар Османи подпишува договор за тоа едно стратешко партнерство во однос на договор за партнерство, трговија и соработка со Британија, каде што се алудира на истиот договор за стабилизација и асоциација, но во истиот се вели дека ќе партиите, тоест двете страни, ќе се додоговорат за реадмисија на илегалните имигранти. Значи, Бујар Османи и владата на Заев, односно Ковачевски, дали тоа време, го посла тепихот за да сега ВМРО-ДПМН го продолжи одот патот кој они го трасираа. Што сакам да кажам? Значи, кога имаме пред овие параметри, ако имаме факт дека Западот веќе е во економска, финансиска криза, мигранти со голема веројатност, да не речам со сигурност, со голема веројатност треба да очекуваме. И тоа не дивечки, него врз база на договори што некој во минатото ги подпишува. Тие не газат на трула даска. Нивните медиуми не пишуваат на памет. Сигурно имаат основ кој го виделе, кој проверува, тој мора да е во некој договор. Зашто велам дека
ќе има мигранти. Со најголема веројатност. Мокни се, силни се, арогантни се служат со уцени, а ја користат состојбата што ние безглаво трчаме кон Европската Унија како единствена опција. Сме ставиле амови на очите и не гледаме лево и десно, не гледаме назад. Само напред. Европска Унија, Европска Унија. А народот на референдум кажа не сака во европскиот бордел. Не сака во бриселскиот бордел. Од таа Европа ние гледаме само црнила. Уште и од порано, ама еве ќе речем од Берлинскиот конгрес до сега само црнила. Сме го зборувале тоа да не го повторувам. И тоа ќе има, познати се дури и условите. Очигледно некому се достапни на британските острови договорите за реадмисија, тие ги знаат. Враќањето ќе биде под одредени услови кои што однапред се дефинирани. Значи, на тие азиланти кои што ќе ни бидат вратени, треба да им се обезбеди работа, сместување, државјанство, слобода на движење, се разбира за тоа ќе треба да следи надомест. Македонија ќе треба да прими надомест за секој мигрант, според она што го објавуваат медиумите во Британија, 20.000 фунти по азилант. Тоа е страотно нешто. А што правиме ние? Ние сме разединети, раскалерани, без национална стратегија, без проценки за безбедносните закани и со меѓусебни обвинувања, страотни обвинувања. Сведок бев пред 2 дена на една наша национална телевизија од еден наш познат новинар, изнесе еден видеозапис од еден портпарол од општинските комунитети на СДС, кој тогаш беа власт, кој се правдаше пред критиките од ВМРО, тогаш опозиција, дека мигранти нема да има. Договор за азиланти нема да има. Кампови нема да има. Истото на сега што го тврди ВМРО, тогаш го тврдеше СДС. Негираше наплив на мигранти или азиланти, како сакате наречете го. Во таа емисија, овој новинар извади и видеозапис, пред 2 дена го објави и сите наши национални медиуми од еден пратеник на ВМРО, Миле Левко ми се чини дека е, во која што објави одлука на владата и го цитираше и службениот лист во која објавена таа одлука со локации во Бардовци за градење на прифатилиште за бегалци. Внимавајте сега. Оние кои што денес го обвинуваат власта дека тајно склучила договори за прием на азиланти, пред 5-6 години беа обвинени од сегашната актуелна власт дека тие правеле договори, правеле кампови со отврдени локации и дури одлука на влада во која учествували сега Филипче. Која перверзија? Тотална перверзија. Тоа ти е расправа на глувонеми. А јас сакам да знам вистината. А наместо вистината, што ние добиеме? Ние од актуелната власт, од највисоките функционери, од премиерот, од председателот, министрите, па и членови на централните, ни од комитет на владачката партија, добиваме негирање. Имаме празна реторика и игра на зборови, со бегање од суштината, со бегање од суштинските одговори кои што овој народ сака да ги знае и мора да ги знае и ќе ги дознае. Зашто се работи? Еве само ќе ги набројам неколку. Власта вели, еве истото го зборат и министрите и председателката го вели во договорот за стратешко партнерство со Велика Британија нема одредби за примање на азиланти. Јас ќе се сложам со нив. Точно е тоа, да. Нема во тој договор одредби за прием на азиланти. Меѓутоа, мене ме интересира, сакам да слушнам, не од друг, од актуелната власт. Дали има некој друг, дали има некоја друга предходна влада која што направила договор
за прием на азиланти и под кои услови? Ако нема од ова, дали има од претходната? А одговор на ова прашање нема. Се бега од одговор. Велат, не разговараме за враќање на азиланти, меѓутоа мене ми интересира. Дали некој друг разговарал? Дали некој друг земал обврски? Што е друга празна реторика? Јасно и гласно ни кажува власта, нема да има илегални мигранти. Меѓутоа, ние немаме закана од илегалните мигранти. Илегалните мигранти, познати им е рутата, од југот, преку Македонија, Србија и до Западна Европа. Тие не се задржуваат во Македонија. Тие по екзистенција идат во богатите западноевропски земји. Тие не се наша закана. Меѓутоа, јас сакам да слушнам од нашава власт, а не можам да слушнам дали ќе има легални азиланти, кои што врз основа на легално заклучени договори, на легален начин, уз одреден надомес, ќе ни бидат вратени од Велика Британија, а во случајов гледаме од пред 5-6 дни не само од Велика Британија, него и од Европа. Тоа е страшно нешто. Велат нема да има кампови за мигранти. Се согласувам. Немаат потреба од кампови. Со оној надомес што го добиеме, што Македонија ќе го добие за секој азилант што ќе не биде вратен по 20.000 еври, како што тврдат британците, тие ќе можат да си земат, владата ќе може да им даде станови под кирија. Само во Скопје, според некои информации, има околу 60.000 празни станови. Прашањето ми е дали некој се подготвувал и свесно ја креувал ценава, знаејќи што ќе се случи, дека ќе дојде мигрантска криза, кога некој дебело ќе плаќа станови и кири по нив. И од тоа некој ќе профитира. Под предпоставка да е 20.000 фунти од мигранта. Мислам дека таа е релативно мала сума, но не сум изненаден за тоа што наши ефтини политичари многу ефтино не продаваат. Према Guardian во првите 9 месеци имало 36.000 мигранти кои го преминале Ла-Манш. Од тоа, оваа година, од тоа, например, 30% да одбијат, тоа се 10.600 мигранти, а под предпоставка дека имаме ние договор со нив, и секој да е 20.000, тоа е во државата ќе се слеат 216 милиони фунти. За тоа од прилика ние под овие предпоставка за тоа збореме. И за толку цифри, таа е цифрата што се врти. Можат да изнемуваат сегашни станови, можат да изнемуваат, можат да градат станови. Можат све да прават. Што сакаат може да прават со толку пари. Ќе си крадат, ќе си прават. Ама не се само тие 200 милиони. Се работи за милиарди. Да. Затоа што бројката на мигранти не само од Британија. Гледаш дека е усогласена политиката меѓу со Европската унија. Европската унија ќе ти ги враќа. Да. Ја колку се сеќам, Заев зборуваше за инвестиција од 10 или 20 милиарди, мислејќи на парите што ќе дојат за секој вратен азилант. Кружеа вести од некои градоначалници низ југоисточна Македонија, циркуларни писма упатени до општините да обезбедат локации за такви населби, за такви станови или ќе бидат кампови, сигурно нема да бидат со толку пари. Ние таа вистина мора да ја знаеме. Тоа мора да биде врз основа на договор прецизно и народот тоа треба да го дознае. Јас за ова не сакам Саше да шпекулирам. Да бидам јасен. Не сакам да шпекулирам. Сакам прецизни податоци. Не сакам да заземам страна. Сакам да чујам вистината врз база на изворни документи. Сакам да ги видам договорите. Министерот за надворешни работи и Министерството за надворешни работи и трговија, според Законот за склучување и ратификација на меѓународни договори, се надлежни, меѓу другото,
за чување евиденција и архивирање на меѓународни договори. Јавно овдека преку нов Асум го повикува министер за надворешни работи. Наместо да искача со празна реторика, не примаме мигранти, тоа е лага, не преговараме или слично од неговите колеги, од неговите шефови, јасно и гласно да излезе и да каже и да ги обелодени сите договори за реадмисија со западноевропските земји, склучени од претходната власт, внимавај, од претходната власт, ако има од новата и тие. Јавно да обелодени содржината на тие договори, да видиме кои обврски се преземени со тие договори, кој ги подпишал тие договори, дали се во склад со домашното и меѓународното право, дали се подпишани од овластено лице, да не се случи да се работи за договори подпишани од неовластено лице, како што беше случајот со Грција, кој содржи геноцидни одредби. Да видиме дали такви договори има и со Грција. Тоа е едно од најбитните прашања. Ако ние сме заклучиле договори за реадмисија со западноевропските земји, со кои сме зеле обврска, да ги превземеме, оние азиланти кои што таму нема да добијат азил, а ќе ни бидат вратени под одредени услови кои што сега британските медиуми ги објавуваат. Многу е битно да знаеме дали имаме таков договор со Грција. Ако нас не ги вратат и ние да ги вратиме. Ако некој претходно не подпишал договор за реадмисија со Грција, за обврска вратените азиланти и ние да ги вратиме, тој направил национално предалство, ги закружил македонските национални интереси да. И безбедноста, мојата и на моите деца, и на сиот македонски народ. Затоа треба кривично да одговара. Прашање дали има кривична одговорност или не. И конечно, сакам да ги видам протоколите и оние договори и постигнати спогодби за она што самите наши министри и премиерот призна дека се разговарало со Британија. А тоа е за контрола на границите и спречување илегална имиграција. Тоа е разговарано. Има спогодби. Јас сакам да видам содржината на тие спогодби. И како тоа некој ги толкува. Дали некој си ги толкува како него му одговара или не. Тоа мора да се определи. Тоа е интерес на македонскиот народ. И да се отвори широка дебата. Откако ова ќе се направи, тек тогаш македонската влада, македонскиот председател, македонскиот министер за надворешни работи треба да искочат со изјава и јасно да кажат дали овие договори за реадмисија подпишани од претходната власт ќе ги прифатат како наследена реалност, без оглед на штетните последици и по националните интереси и безбедноста на граѓаните. Дали тоа ќе го прифатат, имајќи предвид дека ние безглаво трчаме кон Европската унија која е единствена опција. Дали ќе ја прифатиме уцената да ги примеме тие бегалци како наследена реалност од некој друг. Ние сме сведоци како беше реториката на власта пред избори, по однос на затворените за 27 април, по однос на Преспанскиот договор, по однос на договорот со Бугарија, по однос на преговарачката рамка. Видовме дека не излажа. Да не испадне и сега некој друг подпишал, ние не е крив, мораме да го прифатиме како наследена реалност. Наследена реалност не може нешто што содржи геноцид, што ги руши националните интереси, иако е подпишано од неовластени лица и спротивно на домашното и меѓународното право, спротивно на Уставот на Република Македонија. Но за тоа ни треба да ги видиме документите и широка расправа од експерти. Не јас и ти овде да расправаме. Таму кај што му е место, во парламентот, во Ману, расправа со експертите. За жал, такво нешто кај нас нема. Јас сакам да дознаам дали кој е виновен за оваа работа? Кому треба да обвинен? Дали опозицијата или власта? Сакам да знам
Може би дали тоа заедно го прават. Во вид на една широка скриена коалиција. Како што тоа го правева за рамковниот договор, како што тоа го правева за пржинската влада и СЈО, како што го правева тоа за кривичниот закон, за законот за попис, како што го правева за многу други штетни договори што ги направива. Заедно се откажа од суверенитетот, заедно се откажа од грижата за македонското малцинство, заедно го сменија уставот, знаеш под кои услови со криминални дејанија за кои денес никој не одговара. Тоа македонскиот народ мора да го знае. Дали ние имаме работа анационална, спротивно националните интереси од една или од другата партија, или тоа го прават заедно како широка коалиција, да знаеме како да се однесуваме. Македонскиот народ нема да спие мирно. Ова е дојдено од цара до дувара. На маса се ставени име, идентитет, јазик, историско и културно наследство од историските комисии и тоа од бугарска страна да знаеме дека сега и црквата се става на маса. Ова власта мора да го расшири. Доста со празни реторики. Доста со празни зборови и игра на зборови. Вистинските одговори. Не дали се разговара. Не дали ќе примаме илегални, него дали ќе примаме легални. Дали некој друг тоа го потпишал и што потпишал, тоа мора да се стави на маса. Во спротивност, нема друго чаре, освен јас да кажам дека мене ме предават и едните и другите, и тоа моите. Да, оние кои што треба да ме штитат. Па тоа е веќе направено еднаш, само сега проблемот е дали само еднаш. Да, повеќе пати, само уште дали тоа уште еднаш е ќе направено. Мене ми се ова ги има сите елементи на таква заклучок. Затоа што ако видиш дека Бујар Османи потпишува документ, после сличен документ потпишува Мицковски со стратешкото партнерство, кое внатре имаме комисија за миграција, излегуваат детали од истите разговори со конкретни предлози да прифаќање на мигрантите, плаќање на нив, домување, вработување во градежништво или сектори кај што ни треба работна сила апсолутно. И ова не излегува само од британскиот медиуми, ова излегува, ја го слушав од парламентарец, британски лабористички парламентарец. Така да, значи, се што наши ја кажуваат е да ја покријат таа какафонија што сега ја направија, но нивниот криминоген ум и кој сака од секој мигрант да стави во својот џеп, ја мислам, и недостаток на една успешна економска агенда и успешен економски план ги тера да работат нешто што не треба. И тоа е еден од другите проблеми, од другите проблеми. Од кога дојдоа на власт новава гарнитура, јас не гледам ништо освен обеќавања. Дека ќе има некои инвестиции, инвестициите се 51% исполнети. Во декември, значи имам уште 3 недели, они само 50% ги имат исполнето. Владата не дава инвестициски проекти кои ќе имаме вистински бенефити. Тоа е, имаме голем недостаток на економска програма, која е релевантна и која е исполнителна, која ќе ја забрза економијата. Економијата иде на мускули на приватниот сектор, а владата само ја оспорува истата, со тоа што имаме загуби во јавните предпријатија, АД предпријатијата се катастрофално менаџирани, имаме една голема и гломазна администрација која црпе пари, а не произведува она што капацитетот, и сега во недостаток на проекти, овие се толку инвентивни да нивниот криминоген и коруптивен ум почнува да прави нешто што не треба. Меѓутоа си имаат они преседенс од минатите влади што правеле, ги подкупувале и биле платени, и они го прават само тоа што по инерција, ја би кажал. Значи, изгубен е секаков компас за македонски национални интереси, имаме привид на истите и
бранење преку не влегувањето на бугарите во уставот, додека ваму не продаваат за ефтини пари. Тоа ми јас така ги гледам работите. Јас многу одамна, пред 10 години уште, во емисиите на телевизија Сонце, кога има своја емисија, зборував дека во подготовка е замена на население. Да. Најголемиот цивилизацијски судир во историјата на човештвото е меѓу источната и западната цивилизација, она англосаксонската и словенската или славијанската. Уште од војската 75-6 година, каде што 240 дена во специјални единици бев подземја со функционери, со старешини од многу висок ков, уште од тогаш добив сознание дека славјанската цивилизација е на удар. Сите потенцијални сојузници на Русија мора да бидат очистени од топлите мориња. Македонија во тој цивилизацијски судир меѓу истокот и западот е во центарот, како најстара држава, како најстара цивилизација, како најстар јазик. Единствена внесена во Библијата и со исто име обстојуваме и денес, едина од 3 или 4 земји во светот што не прекинат континуитет на собствено име сме ние. Ако нас не избришат, многу полесно ќе им биде со другите. Освен тоа, македонскиот јазик го содржи кодот кој го дешифрира минатото. И тие посветено работат со децении, со векови, со милениуми во реализација на овој цивилизацијски судири. И не треба да се залажуваме дека сега само го финишираат. Македонското население свесно и по програм се осиромашува, со други зборови се брка од овде екзистенција да бара на друго место. Млади брачни парови, ги гледам и кај себе и во окружувањето, тие не можат да склучат бракови, не можат да екзистираат семејства, да им обезбедуваат собствено живеалиште. Со ваков низок стандард, со вака високи трошоци кои со секојдневно скокаат, македонскиот народ се брка. Се прави простор за некој друг. Се врши промена на етничката структура. Го збришаат славјанскиот род од британските острови, продолжи во Франција, продолжи во Италија, Швајцарија, Германија, Крит, Пелопонес, сега сме ние овде наред. И затоа ни треба национална стратегија, прво внатре, а после се словенско обединување. За жал и едното и другото изостануваат. Со ова сакам да пртам порака не само до нашите политичари, него и до ние во соседството. Како што Западот е сплотен, обединет околу своите национални интереси, околу својот опстанок, треба истото и ние да го направиме. Ако сакаме, утре да не нема. Тоа е неминовно. Кој како сака нека ме разбере. Може да сум многу радикален, меѓутоа фактите го потврдуваат ова што го говорам. Дардан, фала многу на твоето гостување уште еднаш. Ние имавме во текот на неделя прекрасни разговори, морав да те донесам овдека, затоа што стварно добро ги аргументираш и анализираш работите од многу аспекти. Гледам ова што се случува со Курто и Мурто дојде до безсвест. Ние ќе се организираме и организирано е целта да делуваме за да најдеме една вистински решение да му понудиме на македонецот. Се надевам дека во иднина исто така ќе бидеш наш гостин и овие актуелни теми за да можеме да дадеме една информацијска инекција кај сите оние што можеби размислуваат дома за овие на ваквиот начин, меѓутоа сигурно овие на ова што го слушаат денес нема да го чујат во ниеден северно македонски медиум, а ова е македонскиот. Благодарам на честа. Единствено наше оружје, ние сме интелектуалци, единствено наше оружје е искажаниот збор. Вистината. Искажаниот збор и искажаната вистина единствено можеме да се одбраниме. Меѓутоа таа вистина не треба да ја криеме. Треба на народот да му се соопшти, да не му се работи под маса или позади грб.
Точно. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас што не следевте во интересен разговор. До следното јавување ви пожелам се најдобро.